Добро вечер, Македонија, добро вечер, мој народе. Ќе ви се обратам вака инспирирана од мојот вечерашен соговорник, според кого да се каже мојот народ како дефиниција, значи израз на највисок степен на љубов кон сопствениот народ, на кој му припаѓате по род, крв и свесна определба. Намерно гледав за да не сгрешам во една прекрасна, високо софистицирана, прецизна дефиниција за тоа што е народ и што значи припадност кон еден народ. И она што е интенција на Македонијум воопшто и некаква дефиниција, пак наша собствена, е да се сака собствениот народ, не значи да си националист. Тоа повеќе се обраќам на овде нашава публика, отколку на таа надвор од државава. Знаете, сонце има мото, Македонија е до таму докаде што има македонец. Затоа знам дека вечерва се обраќаме од овде, од студиото во Скопје, меѓутоа не гледаат и низ Македонија, не гледаат и надвор од Македонија во нашето обкружување, ама не гледаат и во Австралија, и во Америка, и во Канада, и секаде докаде што има македонец, како што реков. Епа на тој мој народ секаде каде што е, вечерва би му рекла дека е вистински момент да си упатиме вака срдечни честитки по повод донесувањето на пресудата вчера во Меѓународниот суд во Хаг. И би рекла дека е ретка можност за истиот тој мој народ да ја почувствува смислата на правдата, правичноста, од позиција кога си во право. Ама и уште нешто би рекла како завовет, а би сакала да бидам кратка вечерва, зашто имаме навистина интересни теми за разговарање. Ми се чини дека после вчерашниот ден и Европската Унија е таа која доби бенчмаркови и треба внимателно и студиозно да си ги одработи, исто како што ние си ги одработуваме нашите бенчмаркови дадени или зададени од истата таа Европска Унија, која некои ја викаат и висок развиена демократска заедница на народи. Ако судиме по таа дефиниција за хиерархија во демократијата, тогаш би требало да видиме, на пример, и практично како тоа изгледа кога една високо развиена демократија би требало да си ги почитува одлуките на судот што го создала. А вечерва велиме добро вечер за еден соговорник кој, или конкретно не него, меѓутоа некој како него сакав многу одамна да поканам во Македониум. Еве сега требало да се случи тоа, бидејќи сега скоро се запознавме. Бидејќи човекот навистина стручњак и со цела компетенција вечерва може да говори на теми кои ни се наметнуваат, сакале ние да признаеме или не, како суштински за анализирање, за да се проговори на нив, да се укаже на нив или да се извлече заклучок после еден разговор на тема на која што ве поканувам и вас вечерва, ако останете со нас до крајот на Македонија. Добро вечер велиме за Љупчо Ристовски. Добро дојдовте во Македонијум, господине. Овде до мене се две книги, од кои едната најнова, која ја промовиравте пред 2 недели, се вика Најдоброто за Македонија. Оваа претходната се вика Тајната на просперитетните нации. Вашата компетенција што ја најавив на почетокот може да се види вака и сликовито и нашите гледачи да имаат впечаток со кого вечерва разговараме. Ако кажем дека сте дипломиран економист, меѓутоа докторант на политички науки при Европскиот универзитет со докторска дисертација на тема моделирање на политичките поредоци низ библиска призма. Многу интересна тема и невообичаена, затоа реков редок соговорник сте. Докторските студии по теологија на Atlantic Coast College во Religious Studies во Америка. Практично го моделираат вашиот профил да бидете со сета таа компетенција која ме најавив на почетокот, а да говориме на теми поврзани со нашиот живот, меѓутоа исто толку поврзани со теологијата како ваша специјалност и нешто што го изучувате долги години на насад. Конкретно оваа последнава книга, издадена пред 2 недели, велите дека сте ја работела 12 години цели,
низ своите истражувања, со една дистанца од година дена да видите нели како сето тоа ќе се вклопи во денешната перцепција на денешново живење од 21. век, ако се има во предвид сепак едно четиво какво што е Библијата, која е првенствено тема на оваа книга, и како практично можеме во 21. век да извлечеме поуки од сите мудри зборови дадени во светата или најсветата за нас христијаните книга. Ама за почеток. Значи, ова колку да видат нашите гледачи што се не очекува. За почеток ја сакам да започнеме онаму каде што вие застанавте во едно ваше претходно гостување, ми се чини дури и пред една година, ако не и повеќе, кај мојот колега Миленко Неделковски, да го поздравиме вечерва. Ве видов прв пат и слушнав прв пат некој да ја допре една, според мене, многу суштинска тема за која би требало да се разговара многу повеќе и многу почесто. А тоа е практично, ако би ве цитирала, вие кажавте дека лани во тоа време на гостувањето во таа емисија всушност се случил еден сериозен и официјален проглас, би рекла, од Ватикан за обединување на црквите под христијанската капа, или така наречено унијатство, она што станува многу популарно и се повеќе се говори во последно време. И дури рековте во таа прилика дека веднаш на тоа се јавил веднаш после прогласот на папата, изреагирал рускиот патриарх Кирил, кој му возвратил со зборовите да, и јас мислам исто така во име на Руската црква дека може би е дојдено време за такво нешто и ние сме први што ви возвраќаме на повикот, меѓутоа со една резерва или со еден додаток во одговорот, дека целиот свет треба да знае дека е дојдено време за тоа, меѓутоа не поради страф од исламот, туку поради деградацијата на моралните системи и моралните вредности кои доаѓаат првенствено од западните либерални тенденции, тоест западните земји. Значи, прво, дали од прилика добро ве цитирав, и второ, ни пред тоа, ни по тоа не слушнав никој да каже нешто овде како реакција, особено тука мислам на Македонската православна црква, која очекував дека ќе се придружи еве во тие денови кон одговорот на рускиот Кирил и така натаму, меѓутоа кај нас на сите тие обиди или повикувања, ми се чини ништо не се случува конкретно. Ај сега повелете после мојот долг вовет. Пред отприлика година и пол, ми се чини, започна тој процес, пред отприлика година и пол, ми се чини, започна тој процес, ќе мора мала една корекција да направам. Прогласот од папата беше за отпочнување на еден процес на така наречена нова евангелизација на Европа. Анализата на папата во однос на моралната состојба во Европа во тој период беше многу темна. Значи, Европа и така е наречена темен континент во духовната сфера. Значи, во Европа се случувал еден сериозен морален пад во тој период и тоа го испровоцирало папата да повика на една нова евангелизација на Европа, што значи дека верниците од номинални треба да станат реални. И ги повикува сите верници во Европа, сите христијани да се вратат на изворното живо слово Господово. На тој повик за нова евангелизација на Европа се приклучува фактички и Руската православна црква. Рускиот патриарх реагира, праќа еден свој пратеник во Ватикан, да разговараат и упатува фактички една јавна порака. Вели, од овој момент ние не сме повеќе соперници, туку ние ќе работиме рамо до рамо на една иста цел. Да ги вратиме верниците на изворното слово Господово. Ова е пораката фактички од оној процес на реформација што се има случајно пред отприлика 500 години, кој започна во западниот свет од Витфилд, од Мартин Лутер, од Вајклиф и од сите останати. Значи, Европа дури после стотици години во католичкиот дел на Европа проценија дека за да се врати моралниот код во животот на европјаните и нормално во сите европски држави кои што останаа во една темна зона,
кое што го исфрли Господа, исто како што и во нашето општество подоцна ќе говориме, од семејството, од работните средини, од образовниот процес и така натаму. И веројатно проценката на папата била во тој период, таа е актуелна и денеска, дека насушна потреба е луѓето да се вратат на библиските вредности и да започнат да трагат повторно во Библијата за да дојдат до променета духовна состојба, нормално да го запрат тој морален пад на европските општества во тој период. Так. Тоа беше еден значаен момент. Јас тогаш, ако добро се сеќавам, ја повикав и Македонската православна црква, надвор од тоа православно екуменско единство, да издаде проглас и да му се обрати директно на папата и на Ватикан, да рече и ние застануваме рамо до рамо, затоа што на вистина и кај нас традиционалните верници треба на вистина да нурнат во Библијата, во Светото писмо и да ги вратиме тие изворни библиски вредности и принципи во животите на луѓето, во секојдневието и на македонскиот граѓанин. Тие се секако насушна потреба. Впрочем, и книгата која што е издадена минатиот месец представува еден вид на патокас, еден вид на подготовка на патот за Господа да го донесеме до срцата на, јас велам постојано низ книгата на мојот народ. Значи, на македонецот. Значи, во книгата исто така се докажува насушната потреба на тие библиски вредности во секојдневието и на македонскиот граѓани денес, затоа што ќе видиме подоцна во текот на разговорот дека и македонското општество се наоѓа во еден сериозен, во еден длабок морален пад. Имаме опаѓање сериозно во многу сегменти од општеството. А тој морален пад е резултат претходно на духовниот пад. И ако духовниот пад не го сопреме со изворната инструкција која што ни ја дава ова живо слово Господово, значи Божиот збор директно, ние фактички ништо и не сме направиле. И тоа беше таа порака за и Македонија да се приклучи на тој процес на нова евангелизација на Европа, кој што го иницираше папата. Иначе ова што го споменате вие... Каде е сега тој процес, бидејќи ве рековме година и пол помина, значи освен Македонија која си остана нема за сето тоа, што се случува на поширок план? Христијанството во принцип е длабоко поделено. Длабоко поделено е по некој доктринарни прашања и ставови кои што според мене лично директно не го тангира спасението на верникот. Значи, делбите се од икс причини, од различни причини, меѓутоа, она за кое што јас сакам да говорам е она инструкција која што дава Господ во Ефесијаните 4 глава, 4 стих. Таму вели дека Господ е еден, една е верата, едно е крштението. Бог е еден и из за сите. И на основа на што ние се делиме ако Бог е еден и из за сите. Значи, постои еден процес на екуменизација, на соработка помеѓу католичката, православните и протестантските цркви во светски рамки. Годишно се среќаваат и верските водачи, се среќаваат и на пониските нивоа свештенството. Тој процес се одбива, меѓутоа тоа е толку споро, толку млако. Веројатно и крајната цел не е и да се спојат формално правно христијанските цркви. Крајната цел е христијанските цркви да застанат на фундаментот во Христа, на фундаментот во живото Слово Господово. Значи, крајната цел е на сите деноминации да се вратат верниците во оваа божествена ризница, во оваа ризница на божествена премудрост и од таму да го црпат, од тој извор да го црпат она што е вредност и принцип во собствениот живот. Значи, вашиот докторат, рековме, е на тема моделирање на политичките поредоци низ библиска призма. Пред да ни кажете што тоа практично значи, популарно вака, како за гледачите на Македониум, да ве прашам едно прашање од ова што го кажавте предходново. Значи, мислите дека папата го дава тој проглас заради констатирање на пат на моралните и духовните вредности на човекот, дека се тие на едно такво ниво да навистина веќе тука суетите на црквите треба да се стават во втор план, кога станува збор за индивидуата човекот. А ми се чини пак дека ако нешто со огромна брзина превземаме од така наречените западни високо развиени цивилизации, тогаш се тоа прво и првенствено, не сите, секаде во светот предпоставувам дека е тоа така, сите зла прво ќе ги научиме, нели?
меѓутоа ми се чини дека, не знам, гледано од македонска дистанца, сепак ние сме во некаква поповолна позиција од така наречениот Запад по истите тие критериуми, затоа што, ако ништо друго, барем вчера завчера сме ги научиле, што значи дека не мора да ги прифатиме и понатаму да бидат наш стил на однесување, нели? Дали Западот пред нас го изгубил Бога, па сега му требаме и ние сите другите за да заедно му помогнеме да го вратат во своите срца. Дали кај нас е присутен малку повеќе заради икс причини, ако ништо друго и заради неконтаминираност, може би заради нашиот поранешен систем на функционирање од сите тие така наречени западни придобивки. Видите, поимањето на терминот Запад кај нас во Македонија има тука се малку мисли поинеко значење. Јас мислам исто. Перципираме дека е тоа нешто развиено, дека е тоа нешто напредно, дека е тоа нешто демократско и така натаму. Да. Меѓутоа Западот е свет на контрасти. Впрочем, како и целиот свет денес во 21. век. На Запад вие ќе најдете изворено конзервативни општества. Општества кои што ден денес фамилијата и семејството им е на прво место. Вие, например, ајде да земеме Кореја, ако ја сметаме и неја за една западна развиена демократија, за Јужна Кореја. Прво на Америка, Велика Британија, Франција и земете и Америка. Така натаму. Германија. Вие во Америка, во доминантниот дел на поголемите градови кои што ги сметаме за христијански средини, неделите се полни со цркви. Значи, вие имате цркви во Америка каде по 10.000 души одат на проповед и слушаат живо Слово Господово. Во Јужна Кореја имате еклатантен пример каде што ако работниот ден почнува во 8 часот, во 7:00 во црква 50.000 кореанци одат слушаат проповед, пеат за слава на Господа, читаат Библија и потоа одат на работа. И сега на Западот вие денеска ќе сретнете и пореметување на основниот фундамент и постулат на семејството, традиционален тип кој што го бара и го поставил како постулат Господ. Значи, имаме контрасти, имаме крајности. Меѓутоа, основното што е во она што ние го преципираме како Запад, јас и во книгата Тајната на просперитетните нации ги двојам Норвешка, Велика Британија и Америка во доминантниот дел на општеството и делот на скандинавските земји и останатиот дел на Европа, кој што да ги земеме Италија, Шпанија, Франција, дел од Австрија, дел од Швајцарија и од Германија. И едните и другите се Запад. Меѓутоа во Норвешка во уставот стои како задолжителна обврска фамилиите да ги воспитуваат децата во духот на Светото писмо. Так. Во уставот е нормиран тој дел. Значи задолжително е. Кога станува збор за Библијата, јас мислам дека ние, македонците, тука не можеме многу да се пофалиме во смисла на респектирање на светиот збор, што велите, затоа што ако направевме една анкета пред емисијава, сигурно 80% ќе одговореа дека никогаш не ја прочитале, иако слушнале, или дека тоа се фрагментирани вакав печатоци за Библијата. Велите, еден просечен западен од овие, ако подразбираме Запад под ова што го рековте, нека биде тоа, еден просечен западен човек, барем Библијата ја има дома или така, ако ништо друго велите во недела во црква, ќе му прочитаат нешто од содржината. Еден проповедник... Значи, Македонија и Библијата, како тука би дефинирала некои нешто? Една мала дигресија. Еден проповедник во Англија проповедал во едно мало рударско место. И во заедницата каде што проповедал, претежно биле рудари. И го прашал некој од првите редови, вие во што верувате? И тој гордо рекол, јас верувам во она што верува црквата. А добро, во што верува црквата? Тој се замислил, вели, па во истото во кое што верувам и јас. Па добро, во што верувате вие и црквата? И се мислил на крај, вели, ние веруваме во едно исто. Значи, ако денеска сретнете на улица секој втор по слободна проценка, ќе ви рече дека верува. Овде кај нас во Македонија. Кога ќе го прашате во што верува, ќе рече во Господ и во црквата. Меѓутоа, кога ќе одите подлабоко што тоа значи, веќе почнува небулоза. Значи, мојот впечаток е, и мојата лична е, ќе ја речам, констатација, дека македонецот не го познава живото Слово Господово, тоа е објективно,
строга е дефиницијата, меѓутоа е така, Да. како моја лична проценка, и исто така македонецот не стапил во лично познанство со нашиот Господ и Спасител Исуса Христа. И ова сега на гледачите звучи небулоза. Сега тоа што го кажав, преку 90% предпоставувам дека не може да го разберат или не може да го сватат. Верата доаѓа од слушање на Словото Господово. Ако свештенството го проповеда и ја говори Библијата, значи го говори тоа живо Слово Господово, тогаш верата ќе дојде до ушите на луѓето и ќе почнат тие да трагаат по вистината. Трагајќи по вистината, тие ќе дојдат до одговори и за собствениот живот и за собственото постоење. Значи, македонецот исто така нема навика да чита Библијата. Да. Библијата за нив е едно тешко слово, според она со кое што јас сум макетирал многу луѓе. Тоа сакам и да ве верници. прашам. Да, дали еден просечен македонец би ја разбрал Библијата на начин на кој што треба да извлече поуки за практицирање сега во 21. век, на кое што ќе се задржиме и понатаму во текот на емисијава. Значи, или тука станува збор сепак за физика и метафизика, нели? Па се потребни свештениците од една црква да го протолкуваат тоа до обичниот неписмен верник. Во суштина е многу едноставно Слово Господово за оној кој што трага со искрено срце. Знаете, во 5 Мојсеева 4:29 Господ вели: ако ме побарате со сето срце, со сета сила, душа и разум, јас ќе ви се откријам, вели Господ. Но ако ние живееме телесно и ако гледаме на светот околу нас со телесни очи, ние тешко да ќе може да разбереме Библијата од прва. Меѓутоа, ако ние побараме од Господот духовни очи, ако почнеме духовно да го перципираме светот околу нас, тогаш веќе вистините во Библијата ќе почнат да се откриваат. Тука е веќе обврската на свештенството. Тука свештенството има сериозно голема улога. Во која смисла? Затоа што ве прашувам следново. Многу луѓе познавам кои ми велат: да, јас верувам во Бог, меѓутоа не ми треба баш некој свештеник мене да ми нели, во тој мој пат до Бога. Јас можам и сам да си искомуницирам со него. Еве за свештениците, да не говорам јас, нека говори Господ. Значи, живото Слово Господово во книга на пророк Малахија, 2 глава. И така за вас, свештениците, е оваа заповед. Заповед за свештениците? Заповед од Господа директно за свештениците. Ако не послушате и не си ставите на срце за да му дадете слава на името Моје, вели Господ Саваот, јас ќе испратам врз вас проклетство и ќе ги проколнам вашите благослови. И веќе проколнувам, бидејќи не сакате ова да го примите на срце. Зборуваме за 500 години пред Христа. Зборуваме за тоа свештенство. А вие правете си паралела. И ете, јас ќе ви го одземам трудот и нечистотијата ќе ви ја фрлам врз лицето ваше, нечистотиите од вашите празнични жртви и ќе ве исфрлам заедно со нив, вели Господ. И тогаш ќе познаете дека јас ја дадов таа заповед, за да го запазам заветот мој. Заветот мој со него беше завет на живот и мир. И понатаму вели: зашто устата на свештеникот треба да располага со знаење и законот го бараат од устата негова, бидејќи тој е гласник на Господ Саваот. Свештеникот е гласник Господов. Тој мора да го подготви патот за Господа до срцата на нашиот народ. Значи, до срцата на македонецот одговорен е свештеникот да го подготви патот. А вие застранивте од овој пат, вели Господ. На многумина им послуживте како соблазна во законот. Внимавајте. Ајде влечеме паралела 2500 години до денес. Актуелни зборови. Го разрушите заветот, вели Господ Саваот. Затоа јас ве направив презрени и понизени пред сите народи, зашто не ги запазивте патиштата мои и пристрасно го применувавте мојот закон. Одговорен е позивот на свештенството. Еден ден ќе се соочат лично очи во очи со Спасителот Христос. И ако навреме не се свестат дека нашиот народ македонски секојдневно гине во незнаење, ќе биде страхотен суд за нив. Христос во Новиот Завет насекаде многу сериозно и многу ревносно се обраќаше на свештенството, употребуваше дури и погордни зборови. Зборуваме за тогашните фарисеи и садукеи. Меѓутоа, вие велите и денес во најновава книга на едно место, ако не се лажем, и дури нагласувате да ве сватат прецизно дека кога говорите за Бога, тука не мислите на црква. Апсолутно, да. Црквата по библиското поимање
е заедница на верни во Господа. Така. Значи Господ вели дури јас не пребивам во храмовите ваши, значи не пребива во камени храмови. Да. Значи Господ првенствено пребива во срцето на човекот. Јас постојано говорам дека срцето на човекот е центарот на сите збиднувања. Од тука се почнува. Тука се зачнува и гревот, тука се зачнува покајанието, тука се зачнува верата во Господа. Откако човекот преку слушањето на Словото Господово ќе поверува, тогаш веќе има потреба за заедништво. Тогаш со браќа и сестри во Христа има потреба заедно да се охрабрува, да се поучува, да се подкрепува во инструкцијата Господова. И затоа е потребна црквата, затоа се потребни тие Божји храмови како место каде што ќе се среќаваат верните во Господа. За волја на вистината и денес во Македонија има свештеници со кои јас лично соработувам добро, кои што ревнуваат да ја читаат Библијата има и да ликови ја... кои го одржуваат нивото на респект. Да го поздравиме Јован Таковски вечерва. Тој е еден од тие ликови кои што навистина не може човека да не му одаде респект на и појавата и мислата и зборот кога ќе го сретнете. А гледав дека беше присутен и на вашата промоција. Меѓутоа да ги оставиме настрана свештениците, што можеме сите за себе како индивидуи сами да се направиме во тоа враќање кон Бога, како што велите, зашто ми се чини, исто пак ќе се навратам и на претходниот мој коментар, долго време живеевме во систем во кој што било какви религиозни размислувања беа страни, знаете, и самиот Бог исто така, па многу од луѓе од нашето обкружување беа и се и до ден денеска атеисти, или некрстени во црква и така натаму, а сепак сето тоа беше некако нормално. Дали е дојдено време за малку други резони во тој поглед? И практично како полесно да го направиме тоа свртување кон Бога, за да не биде полесно? 21. век е век на изворедно напреднати знаења. Имаме прогрес и напредок на сите полиња на животот. Значи, знаењето е преумножено до бескрај. И Библијата вели, во последните времења знаењата ќе се преумножат. Но вели уште нешто, дека љубовта ќе олади. На почетокот на човештвото и денес исто така постои небулоза во разликувањето на доброто од злото. Господ не прати на овој свет со една инструкција, едно Божје упатство за тоа како ние да го разликуваме доброто од злото. Меѓутоа и после толку милениуми, после толку преумножени знаења, напредок на општеството, технолошки индустријски револуции, човекот е на исто ниво на спознанието на доброто и злото ако гледа телесно и световно. Ако се одвои од изворот, ако не пие од оваа вода која што е живо слово, тогаш човекот ќе се обиде по-човечки да дојде до одредени спознание на животот и така да го живее животот. Денеска вие ако прашате било кој просечен човек на улица, зашто вие воопшто живеете, тој тешко да ќе да одговори. Так. Јас сум правил такви анкети и ќе речат, па добро, еве, да јадеме, да пиеме, да спиеме телесно, да општиме, и тоа е отприлика рамката во која што телесниот човек живее. Многу ретко луѓето или некој од луѓето си го поставува филозофски прашањето зашто постојам на овој свет. Знаете, се е тоа претворено во некој хедонизам. Ми се чини исто така во таа трка по западно материјалистичкиот принцип, во кој се повеќе се губи Бог, наместо да се враќаме кон Бога. Во овие одговори, јадење, пиење, спиење, телесно општење, во што ние воопшто се разликуваме од животните, кажете ми? Во ништо. Значи, тие живеат телесно, Так. и ова живење е телесно. Тие живеат по инстинкт и ова живење е инстинктивно. Се разликуваме по разумот, кој што ни го дал Господ да го спознаеме доброто од злото, да го разликуваме едното од другото. Зошто би не било тоа потребно? Тоа мора да има одредена цел. Овој совршен организам не е создаден да умре и да се распадне во земја и да го снема повеќе. Внимавајте, јас ќе кажам една, може вака ќе звучи шокантна работа, меѓутоа библискиот поим за постоењето на човекот е многу поголем. Бог не создаде за да траеме. И внимавајте, само коската не се распаѓа во земјата низ милениумите. Значи, само коската не се распаѓа во земјата низ милениумите. Во коската, во коскената срж се формира крвта. Так. Според Библијата, крвта е душата на човекот. Во крвта е душата на човекот. Значи,
во коската е зачувана информацијата за човекот. Зошто би била потребна таа информација? Затоа што коската е невидна семка, која што ние ја сееме за да никне новото создание. Тоа е смислата на Божиот план за спасение на човештвото. И тоа Бог ни го покажа со личен пример. Внимавајте, кога ние садиме семка од било кое растение, никнува тоа растение и ги дава тие плодови. Да. Чи каква е семката, такви ќе бидат плодовите. Кога ние со смртта не завршува се. Значи, Библијата е точна инструкција дека со смртта не завршува се. Бог се објави во тело во Исуса Христа, дојде на човештвото, му го покажа патот, вистината и животот, и ни кажа што ќе се случува со нас после смртта. Христос воскресна, тоа значи дека и ние ќе воскреснеме. Тоа е она ново создание. Да, ајде да го прецизираме тој термин воскреснување и воскресение, ве молам, затоа што мислам не сакам да ме сватите погрешно, меѓутоа јас тргнувам од позиција на која што и огромен број од нашите вечерашни гледачи веројатно го следат нашиот разговор, на лаик во споредба со она што вие го знаете во теолошките сфери и она што вие можете да го кажете на начин да ве разбереме. Меѓутоа, воскреснувањето, секогаш во христијанството и меѓу христијаните, тоа е сепак чин на кој, знаете, треба да поверувате, меѓутоа, ако се прикачите на една повисока фреквенција, она што велите вие, дека еден жив човек може да умре па да воскресне. Нели е тоа повеќе метафора за она што сите ние можеме да бидеме учејки или освестувајки се во еден момент во смисла на тоа дека нели ќе ви се случи еден флеш во кој што ќе помислите што сум правил целиот мој живот досега. Значи, дали е тој момент на иницијација, тоа допирот со Бога, или, можеби поинаку ќе го протолкувате? Овие тајни се тешки за разбирање, самото слово вели. На едно место вели во 2 Тимотеј, односно во 1 Тимотеј, голема е тајната на побожноста. Вие за Велиден ќе чуете дека напразна е нашата вера ако воскресението и така натаму не го разбираме и не е наше секојдневие. Меѓутоа, пораката на воскресението е многу подлабок. Значи, пораката на воскресението е додека сум во ова тело, јас, како Љупчо, или вие, како Марина, или било кој од гледачите, да собере храброст, да се понизи себе си и во својата тивка соба, да нурне длабоко во своето срце и да трага по своите темни одаи, по своите лоши карактерни црти, по својата лоша состојба на духот, да ги открие и она што е старо, она што е обременето со зло според оној репер за разликување на доброто и злото во Библијата, значи треба читање на Библијата, и треба да собере храброст да донесе одлука да го искорне тој стар човек од своето срце и да го фрли на крстот Голготски. На очистување на гревовите и на она што е се старо. Отстранувајќи го стариот човек од себе си. Христос вели, јас не доаѓам на нечисто. Че ние треба да го подготвиме патот за Господ да дојде во нашето срце. Подготовката на патот е таа, кога Христос на светници одеше во Ерусалим, луѓето го постелаа патот со цвеќиња. Значи, ние треба да го постелеме патот со цвеќе за Господа да дојде во нашето срце. Знаете, Библијата тропа на човечките срца. Христос тропа и денес, и преку зборовите на мојата книга и преку Библијата, тропа на срцата на македонецот, да тој широко ги отвори срцата за Христос да влезе. Како ќе влезе Христос? Преку живото слово Господа. Ова е негов жив Божи збор. Тие инструкции ќе направат промена на фундаментот на срцето. Тогаш, со примањето на ова живо слово Господа, со примањето на ова инструкција, човекот веќе започнува да гради нов карактер на нови основи. Знаете, јас постојано велам, од преполнетото срце говори устата, од устата доаѓаат постапките, ќе правам ова, ќе правам оно, од постапките произлегува карактерот, кој што е збир на нашите постапки, а од карактерот исходот на животот. Значи, какво ние семе ќе посееме во нашето срце, на какви постулати ќе го поставиме, на кои вредности ќе ги поставиме и
подосна чинот на носењето на сите наши дневни одлуки. Иначе, еве, за ваше запознавање, некој пресметал дека во текот на денот човекот носи од 300 до 2000 одлуки, зависно колку интензивно живее. Да. Замислете колку е важно на која основа, на кој фундамент вие ќе ги носите дневните одлуки во животот. Така. Пример за една проста работа, ама можеби на нашиот човек ќе му звучи повторно шокантно. Внимавајте. Јас постојано велам за лагата. Да. Лагата е сериозно бреме на нашиот човек. Знаете, денеска родителите ги воспитуваат децата дека лагата е снаоѓање, дека лагата е снаодливост. Вие денеска имате модел на политичари кои што преку лагата успеваат. И тој модел го пренесуваат на новите генерации. И младите луѓе кога доаѓаат до одлуката дали да влезат во политиката и да се занимаваат со тие партиски политички активности, секој пат ќе го има тој модел на политичар за репер. И влегуваат во политика свесни дека наместо образ треба да стават ѓон. Вели во Малахија, во првата глава 14 стих, нека е проклет оној што лаже. Че има проклетство од Господа, внимавајте. И јас тврдам дека овој библиски модел за политиката, за таа морална политика, е најдобриот модел кој што може да му донесе просперитет, лична среќа и задоволство на македонскиот граѓанин. Ние ако внесеме лошо семе во политиката, ќе добиеме лоши плодови. Ако внесеме лошо семе во нашите деца, утре ќе имаме лоши членови на општеството. Ние едноставно треба да одлучиме дали ќе го почитуваме овој репер, дали сме христијани на дело или не сме христијани на дело. Дали ќе го почитуваме овој репер во секоја наша мисла, збор и постапка, да се устроиме со она што го вели Господ. Так. Господ тука убаво ни кажува: јас ви ветувам успех и просперитет, надеж и иднина, но следете оваа инструкција деноноќно, постојано, во секоја ваша одлука, во секоја ваша мисла, збор и постапка. Велат дека на човек кога му е тешко, тогаш го бара Бога, без оглед дали е атеист или во кој Бог верува, а Бог е еден, нели? Не е важно кој од патиштата е одбран да се стигне до него. А сами давате исто така пример во вашава книга, кога велите, кога станува збор и за обичниот човек, кој е тој што ќе му возврати на повикот на некој што не го побарал многу одамна и нели го бара само кога му треба. Од кругот на вашите пријатели само тргнете една проста чиста логика која веројатно има своји констелации на повисоки нивоа и на највисокото, ако сакате. Значи, Бог е нашиот небесен татко. И сега една паралела да извлечеме. Еве, грото од нашите гледачи се родители. Еве, секој татко во истиот момент нека се замисли како ќе се чувствува и со колкава жал ќе гледа на своето дете. Нели, ние сме Божи чеда, Да. негови созданија сме на Бога. Ако нашето дете не отфрли, не исклучи од неговиот живот, Да. едноставно се однесува дека не сме му потребни како родители. Значи, жалот за таткото ќе биде голем. Да, вие имате 4 деца, јас едно. Меѓутоа, иста е болката при таква ситуација, би била, предпоставувам. Смислата на Божиот план за спасение на човештвото е првенствено да го придобие срцето на човекот. И внимавајте колку е Господ многу милостив и полн со љубов. Остава на наш слободен избор ние тоа самите да одлучиме дали треба или не треба да го сториме. Так. И ни вели, ако вие тоа го сторите и се приклоните кон мене, јас ви ги давам овие ветувања. Јас ви ветувам и надеж, и иднина, и успех, и просперитет, и живот во полнота. Да. Уште додека сме на земјата, и спасение, и вечен живот на небесата. Обратно, ако не го примиме и ако не се устроиме со оваа инструкција, жалостиво си ја врти главата од нас и не остава на ветрометина на злото. Таму каде што духовното отсуствува, таму силите на злото веднаш си го заземаат својот простор. И потоа настануваат проблемите. И нашиот народ е научен, кога има болка, кога има мака, кога има проблем, да се сврти кон Господа. Но еве ние двајцата да размислиме дали го сметаме за вистински пријател тој кој што ќе ни се јави еднаш или два пати во текот на годината и најчесто кога има некоја потреба или кога му е тешко или кога треба некоја работа ние да му завршиме.
Дали ние првенствено ќе го сметаме тој дека ни е вистински пријател. И така, како ние ќе се однесуваме према него. Така и Господ. Реков. Затоа предпоставам дека констелацијата е иста, без разлика на кој ниво паралелата го е анализирате иста. ова. Да. Важен е односот и ставот во срцето на човекот. Да. Исус ни се нуди да ни биде пријател на дневна основа. Пријателот има потреба за размена на мислења, за утеха, за охрабрување, за споделување на тага, на радост. Предпоставувам дека многу од луѓето што вечерва не гледаат од вечерва со сунце, гледаат на сето ова што го говориме од една позиција дека е ова само, нели, во ред е се е така, ама сето тоа е сепак некаква повисока теорија која е тешко спроведлива во практичниот живот, во која што излегувајќи од дома, како што велите во џунглата со лавови, не знаете, нели, од која страна да се свртите за да се заштитите. А меѓу другото велите и многу интересна работа една за таа ента или како ја нарековте димензија која се случува кога ќе станеме наутро, нели? Во која сме сите како вклучени, особено вака во урбаниве средини, спонтано проживувајќи го денот со сите проблеми, решавајќи ги сите проблеми што тој ќе ви ги донесе. Нели, пазејќи се лево и десно да не влезете во устата на некој лав. Сакаме ние да прифатиме или не, сакаме ние да си признаеме или не, овде околу нас постои таа ента димензија во која се одвива битка помеѓу силите на доброто и силите на злото. Да. Тој кој порано ќе успее тоа да го свати. Затоа што Господ го кажал и го одржал тоа до ден денешен. Тој побрзо ќе успее самиот да се заштити. Кога човекот се буди наутро, веднаш што стане од креветот, тој навлегува во таа ента димензија која што јас ја нарекувам арена на лавови, на крокодили и на змии. Тоа се тие демонските сили на злото и на лукавиот. И замислите вие чекорите во текот на денот, несвесни кои се да обкружува. Да. Внимавајте, незаштитени. Може би лавот е наеден во моментот, може би е незаинтересиран, меѓутоа не се знае кога ќе огладни. Меѓутоа има и подбоснувачни на лавот, има се и се што на овој свет. Има некој што комуницира со силите на злото. На народов наш многу добро му се познати клетвите, проклетствата, магиите, злото. Да. Јас во мојата секојдневна пракса се сретна со милиони случаи каде што човечки судбини и трагедии се случуваат од тие причини. Меѓутоа во Ефесијаните 6 глава Господ ни дава многу прецизна, точна, животна инструкција како ние да се заштитиме. Вели, наоружете се со оружјето Божјо. И таму вели обувки на вистината, појас на праведност, штитот на верата, шлемот на спасението и духовниот меч кој е Словото Божјо. Внимавајте цел воин. Имате шлем, имате штит, имате духовен меч. Па вие денес на лавот со меч вистински да излезете, тој нема да ве нападне затоа што е причувствува опасност. Духовниот меч е Словото Божјо. Значи нашиот народ првенствено мора да се научи на молитва. Не смее да легне, да спие без молитва, затоа што не знае дали ќе се разбуди со бајле наутро. Да, никој од нас никој денеска не може да гарантира. Вие 100 доктори на науки најдете денес, најголемите научници Нобеловци, најдете ги, не го објасниле сонот и не објасниле што се случува додека ние спиеме. Може само да претпоставуваат во одредени области. Не знаеме одлуката дали ќе се разбудиме или не е во рацете на некој друг. Не е во наши раце. Ја ќе ви кажам еден пластичен пример. Гуруто на здравиот живот во Америка, кој што проповедал како да се доживее стотата, проповедал телесно, световно, здраво живење, здрава исхрана, джогинг, спортување, видеокасети издавал, телевизии, популарен, многу богат, многу го следеле. Умира од необјаснети причини од инфаркт на 40 години. Никакви здравствени проблеми и потешкоти. Меѓутоа, направил фетиш од здравствената ситуација на човекот. Тоа е уште еден доказ дека човекот не се владее себе си. Така. Само Бог го владее човекот. И тоа нашиот народ мора да го запамти и мора да бара од свештенството да го научи на молитва. Пред спиење молитва, кога ќе стане од спиење молитва, без молитвата, без прочитано живо слово Господово, без да се обезбеди Божјото присуство во животот на поединецот, ни случајно нема излегување надвор од својот дом, затоа што таму не знаете кога што ќе затекнете.
Не знаете во кој момент лавот ќе се разбуди. Не знаете кога ќе ве нападне. Затоа се болестите, затоа се страдањата, затоа е смртта, затоа е злото. Меѓутоа, основната библиска инструкција е да му го даде на човекот најдоброто. Меѓутоа, првенствено, човекот мора да го извади најдоброто во себе си за Господа така. И на тој начин да настане усогласување, овоплотување, спојување со овие библиски инструкции и библиски вистини. Сето тоа практично применливо, бидејќи ова што вие го говорите во книгава е практично применување на пораките од Библијата на секојдневниот живот, дури и во овој 21. век. Со оглед на тоа дека е Македонија библиска земја и еве, некое прашање за последно за овој дел од нашава емисија. Колку е тешко или колку е лесно да се научи македонецот да оди да живее според тие пораки од Библијата? Дали е сепак на крајот на криштата тоа една техника која секој сам за себе треба да си ја научи? Затоа што навистина не е голем проблем кога ќе ги погледнете 10 Божји заповести да се однесувате според нив, нели, за да го добиете оној совршен мир кој ве прави способен и силен со мечот во раката, со мечот на вистината, како што велите. Она што јас го учам мојот син, дека не смее да кажува лага, нели? Воспротивно, самиот доаѓа во ситуации, нели, кога ќе дознаеме дека лажал, на критика или казни од нас, родителите и така натаму. Значи, како тоа да се воспостави кај еден возрасен човек кој што на време не го научиле дека не треба да лаже, а такви, мислам, обкружени сме со такви луѓе во нашите секојдневици. Стравот од Господа е почеток на мудроста, знаете. Ако луѓето постанат свесни дека почеток на мудроста, знаете. Ако луѓето постанат свесни дека се во рацете на Господа и дека зависат од Господа, треба да почнат и да го слушаат Господа. Словото вели, сакајте го Бога од се срце и со сета душа и сакајте го ближниот како себе си. Меѓутоа вели и љубовта кон Бога се состои во исполнување на неговите заповеди, во примена на неговите инструкции во нашите животи. Сигурно. И тука внимавајте, нема компромис. Библијата вели вашето да биде да, вашето не. Ако навистина сте одлучиле во вашето срце да го побарате Господа, побарајте го. Ако не сте одлучили се уште, немојте да го барате. И тука нема двојство. Се помеѓу повторно од лукавиот. Значи, одлуката мора да е сврста и на трајни основи. И таа одлука потоа не е техника. Таа одлука потоа развива една жива релација, една жива врска со Господа. Так. Една секојдневна врска со Господа. Јас само за нашиот народ, ајде уште малку нешто отворено и провокативно, еве повторно 500 години пред Христа и повторно една паралела ќе влечеме денес. Сега ќе ми простите, меѓутоа ќе прочитам уште малку од Словото Господово. Многу малку сме слушала, затоа ви е вечерва дозволена во неограничени количини колку ни дозволува. Внимавајте, во втората глава, во пророк Малахија, Господ не прашува: за сите немаме еден и ист Отец? Нели единиот Бог не создаде? Зошто тогаш вероломно постапуваме еден со друг, нарушувајќи го на тој начин заветот на нашите татковци? И вели, вие пак прашувате зошто во 14 стих. Поради тоа што Господ беше сведок меѓу тебе и жената од твојата младост, на која не и беше верен, иако таа ти е помошничка и твоја законска жена. Зар тој не направи да бидеш едно тело и еден дух со неа? И што сакаше тој со тоа? Тој сакаше да добие потомство од Бога. Па така пазите го духот свој и никој да не ја изневерува жената на својата младост. Зашто јас мразам развод. Внимавајте, јас мразам развод, вели Господ, и човек што си ја поганува својата облека со неверство, вели Господ Саваот. Значи, Господ тоа го мрази. Затоа пазете го духот свој да не постапувате вероломно. Вие го разгневувате Господа со своите зборови, велејки, па со што го лутиме? Со тоа што велите, секој што прави зло, добар е пред очите на Господ и таквите му се мили, а и каде е Бог кој право суди? Знаете, и денес луѓето се прашуваат, вели, па овој прави зло, а нема никаква казна. И каде е судот, каде е правдата Господова? И подоле вели, и ќе дојдам кај вас за суд
и ќе бидам брз извршител против вражачи и прелюбодејци. Внимавајте, кај нас вражањето е страхотно застапено. Вие ќе видите на насловна страна на Дневен вестник хиромантија, читање од рака, ќе видите астрологии, ќе видите телевизиските медиуми, бајачки, ќе видите гатачки. Да. При било која болест луѓето одат кај оџи, им даваат амајли, им даваат 300 чуда. Народот денеска е склон да се сврти кон се друго, освен да нурне во решението, во изворот. Да. Каде што е извор на сите, дури решение и на сите болести, на секој зло, на секој немир, на секој проблем, на се останато. Зошто е тоа така? Вели, внимавајте, Господ што уште кажува, уште од деновите на вашите татковци отстапувате од наредбите мои и не ги пазите. Вратете се кон мене, вели Господ, и јас ќе се вратам кај вас. Па ќе решите како да се вратиме. Понатаму вели, Господ, испитајте ме, зарем нема да ги отворам јас портите небески за да излијам благослов на вас, па да имате и напретек. Заради вас ќе им забранам на оние што ги зедуваат плодовите земни и лозата ваша во полето нема да остане без плод и блажени ќе ве нарекуваат сите народи, зашто ќе бидете земја на благослови. Внимавајте, Господ ветува дека ќе бидеме земја на благослови, а за она предходното вели, гордите ние ги сметаме за подобри, напредуваат оние што вршат беззаконие, па иако го искушуваат Господа, си остануваат незасегнати. И на ова дава одговор Господ, но оние кои се бојат од Бога, си велат еден на друг, Господ гледа и го пази тоа, и пред лицето Негово се пишува спомен книга за оние што се плашат од Бога и го почитуваат името Негово. Внимавајте, спомен книга се пишува. Тие ќе бидат мој, вели Господ, моја собствена во оној ден што го готвам, и ќе бидам милостив кон нив, како што е татко милостив кон синот свој кој му служи. И тогаш ќе се обратите и ќе ја видите разликата помеѓу праведник и безбожник, помеѓу оној кој му служи на Бога и оној кој што не му служи. А за вас кои се боите од името Мое, ќе изгрее сонцето на правдата и исцелување ќе има во зраците Негови. Че Господ си дава точно ветување. Така. Многу чисто, прецизно се изразува, сакам да кажем, за да го разбереме, ако сакаме да го разбереме. Да. Да се обидеме. Да, време е за малку реклами, а ние ќе имаме уште малку време да ги натераме нашите гледачи да се обидат до крајот на емисијава. Еве, најмалку. Може реклами. Животот е маратон. Животот не е трка на кратки патеки. Само тој што знае правилно да ја распореди и да ја сочува енергијата, може да ја добие трката. Кога влегуваш во трката, мора да си подготвен за тоа што те очекува. Патот е долг, а ресурсите се лимитирани. Ако неразумно ги трошиш, нема да издржиш до целта. Затоа што знаете, животот не е трка на кратки патеки. Животот е маратон. Зачувај ги ресурсите на нашата земја. Штеди електрична енергија. Елем. Енергијата на нашата земја. Сега што? Од утре бараме работа, па секој со своја среќа. Дечки! Што е се? Слушајте, имам идеја. Ти имаше најдобар проект по e-бизнес, така? Да. Игор направи најдобра апликација за надпреварот, а јас сум топ за веб дизајн. И? Што и? Да пробаме сами. Сега ни е шансата.
Абе, хајде. Направивме вистински потек. Отворивме наша фирма за IT услуги. Пробавме еден проект, па втор, па трет. И третиот успеа. Денес нашата апликација се користи на милион мобилни телефони во светот. Упорноста се исплатеше. Нема подобро од тоа сам да заработуваш и сам да бидеш свој газда. Осмели се, направи го првиот чекор. Дефинитивно разговорот со вас беше интересен во смисла да заборавиме и на времето. Сме биле при крајот на емисијата и ќе мораме некако да ја заокружуваме со некакви поенти. Од ваша страна би сакала. Јас само би дала еден вовед во смисла на една анализа која вие сте објаснила многу убаво во вашата книга, кога велите дали македонскиот народ се чувствува задоволен од својот живот. Тоа во контекст дека високо развиените демократи имаат дури методологија, нели, како се прави држава според принципите превземени од Библијата и од светите мисли и премудри во сите свети писма и следствено на тоа и која од нив како котира во според некакви единици мерки за таа благосостојба или како го велите ефективно живење. Меѓутоа, исто така констатирате дека во Македонија радоста е исчезната од лицата на луѓето и причини има за тоа. И јас исто така би се согласила и нашите гледачи се помалку насмејани лица гледаме околу нас. А ако е според библискиот модел изразот на лицето одраз на состојбата на срцето, тогаш можеме да претпоставиме што се случува во срцата на сите тие намуртени фаци што ги гледаме секојдневно. Тој духовен пат во општеството велите носи морален пат, а моралниот пат пак носи изгубени генерации и така натаму до губење на нацијата. Како краен негативен лош ефект од сите овие вакви состојби какви што се. Ајде за крај. Човекот е создаден да биде среќен. Човекот е создаден да живее во радост, во полнота на животот. Прашањето каде се изгуби среќата и радоста од животите на луѓето? Се изгуби заедно со губењето на Божјото присуство во нашите животи. Внимавајте, полнотата на радоста во животот на поединецот доаѓа само и исклучиво од присуството Божјо во животот на човекот. Од присуството на тие вредности кои што ќе го одредат исходот на поединецот, а потоа и исходот на нацијата. Многу е важно семејствата да бидат средини. Ние ги велиме во политичките науки агенции на социализација, каде што вредности ќе се вбризгуваат. Внимавајте, во Израел од 13-та до 19-та година од животот децата се учат на читање на Танакот, на Тората, се учат на петокнижието, на вредностите кои што ги дава законието од Мојсеја, од Стариот Завет. Значи, Божјото упатство станува фундамент во срцата на младиот човек во тие тинеџерски години. За разлика од кај нас, внимавајте, младите срамно ја симна границата на предрачно стапување во сексуални односи. Веќе е непристојно покашена границата на стапување во брак во Македонија. Бројот на разводите е во пораст. Јас извадив само еден податок кратко, многу ќе биде интересен на читателите. Во последниот квартал 2010 година во однос на последниот квартал 2009, бројот на склучени бракови е намален за 169, а бројот на разведени бракови е зголем за 131. Значи во Македонија се потресени основите на семејството. Институцијата значи брак е во сериозна криза. Апсолутно, да семејството е во сериозна криза. И семејството. И ние младите не ги воспитуваме на сигурни основи на овој репер што е во Библијата. Сигурно. А што мислите ако не гледаат нас, тешко дека вака сигурни генерации носиме на повидок. Зошто Израел дипломатијата не ја погоди Викилекс?
Не ја погоди затоа што тие веднаш јавно излегува и кажа ние тоа што го говориме во тајната дипломатија не е лага, тоа е вистина, тоа е нашата официјална надворешна политика. Само Израел тоа не го погоди, сите останати ги погодија. Затоа јас велам, нема лага во политиката. Лагата носи проклество, тоа е лошо семе посејано. Може морална политика да даде силни плодови. Може морално семејство да даде здраво потомство, здрави генерации. Македонија мора да изгради здраво потомство. Време е да го сопреме овој морален пат. Време е сите агенции на социализација да ги вклучиме, да ги анимираме, да ги покренеме и на пиедестал да го донесеме животот, Слово Господово, да ги донесеме вредностите во животот на луѓето. За крај на прашање, вие сте државен советник, или како да не изгрешам, државен службеник, државен советник при секретаријатот, генералниот секретаријат при владата на Република Македонија. Кажувате ли нешто од овие муабети и таму, горе во владата? Па јас упатството и овие инструкции што ги давам во книгите, ги користам во секојдневните работни должности и обврски. Тоа е работа како и сите други. Државен советник за анализа на политика и координација. Јас обично во вакви промоции ги избегнувам тие мои официјални задолженија, ги потенцирам и нагласувам за да не се тоа во врска едно со други. Без да ве прашам, затоа што нашите гледачи меѓу другото треба да знаат кој ни бил гостин вечерва. Уште само едно прашање кратко за крај. После сите овие нешта што ги спомнавме вечерва, колку е се поврзано и се чудиме нели од каде доаѓа и зошто ни се случува тоа што се случува. Дали на Македонија нам се тоа што ни се случува, мислите ли дека нели иако ние го третираме како неправда, дали можеби не ни е некаква порака на некакви повисоки нива дека некаде претходно нешто и ние сериозно сме грешеле како народ? Тоа е првото прашање. И второто прашање, што да рече пак во тој случај нашиот јужен сосед? И дали се ова што се случува е некаква карма на враќање на нештата во вистинскиот ред? Во 5-та глава на дела апостолски мудриот Гамалил рече, вели, ако е ова дело, мислејќи тогаш на делото на апостолите, од Господа оставете го, тоа и онака ќе трае. Ако е дело на човек или на луѓе, тоа и онака ќе пропадне. Внимавајте, Господ за правдата и правичноста говореше уште некаде 800 години. Немаме време да прочитаме во книга на еден од пророците Амос, каде што е дадена точната инструкција за правдата и правичноста. Внимавајте, политичките науки почнуваат од Аристотел да размислуваат на таа тема. Тоа е 500 години подосна. Значи, Библијата дава точна инструкција и за правдата и за правичноста. Таа секогаш излегува на виделина. Внимавајте, и ова што се случува сега. Значи, многу е важно македонската и надворешна политика и внатрешна политика во сите сегменти да се гради на издржан и сигурен репер, да се гради врз основа на Божите принципи, на Божите библиски вредности и инструкции, да биде тоа еден репер кој што ќе биде одржан на долги патеки. Тоа е дело кое што го гради Господа. И тука веќе нема дилема дека тоа дело ќе трае. Ако вие во политиката внесете лага, во случајот на Грција, и се обидувате да измените нешто што е навистина неправда, што е на очиглед на сите, внимавајте, и Западот се повеќе дознава вистина дека се работи за очигледна неправда. Тогаш резултатите и плодовите се очигледни, внимавајте. Борци против Бога стануваат сите оние кои што не сака да се соочат со библискиот концепт на правда и правичност. И се додека се обидува да се борат со Бога, тие ќе бидат поразени во ситуацијата. И се додека ние се држиме до овие вредности и до Господа, до тие библиски вистини, ние немаме потреба да стравуваме за нашата иднина. Македонецот има иднина. Македонецот е длабоко богобојазлив народ. Македонецот длабоко сака да верува во Господа, сака да слуша за Словото, сака да верува. И треба да ги создадеме треба некој да му помогне. Нели? Сите заедно, сите агенции. Сите заедно. Ева Македонија навистина стои на располагање. Ние даваме скромен придонес. Да, и навистина скромен, затоа што мислам дека овие разговори заслужуваат и многу повеќе време. Меѓутоа ќе си го задржам правото да ве поканам и во една друга прилика. Да ги продолжиме сите овие да ги обнародуваме сите овие пораки кои мислам дека сите сакаме да ги слушнеме, ако сме од таа страна на екраните. Еве, дури за вечер како ова. Да завршиме за вечерва, да ви се заблагодарам за гостувањето во емисијава. Се надевам дека
многу брзо ќе имаме прилика уште нешто да проговориме на темите за кои сте навистина специјалист, а во меѓувреме ви посакувам се најубаво. Благодарам, исто и на вас, Благо. Да ги поздравиме и гледачите за вечерва. Тоа беше се. Ве оставаме со програмата на Сител, следува нашиот дневник, а до наредното гледање во Македониум, тоа е во четврток во 21, и вам ви посакувам се најубаво. Пријатно од студиото на Сонце.